зошто сум гневна? Знаете што? Само треба првите луѓе на Министерството за образование да ги наброиме еден ден. И во времето на СДСМ имало извонредни министри, имало и од ВМРО ДПМНЕ, само да ги поредиме да видите кој персонифицирал реформи во образование и ќе ви биде јасно. А кога велам вие, не мислам на пратениците, мислам, тука е заменик министерот на владата, мислам, и второ, кога мислам на нашиот состав, само една работа никогаш нема да ја простам и да ја заборавам. Овде се гласаше за време на ковидот горе, па си била можеби ковидот е причината, за продолжување на рокот за докторирање на луѓе кои не успеале да докторираат 10 години, па им изгласавте уште 5. И јас велам, па од после 15 години директно во академија. И второ, на така наречени асистенти, намерно го кажувам ова, кои не магистрирале за 7 години, им беше, еве Велика ме подсетува, овозможено уште 5 години. Луѓе мои мили, замислете, вие не можете да станете асистент ако не сте запишани по законот за високо образование на докторски студии. Ама овде, ја не знам како можело во таа фамозна институција да се запишат луѓе 7 години, не знам што правеле, да не магистрираат, а не смееле да влезат, морале да бидат магистри, запишани на докторски студии. Па тоа ли е држава? И тоа ли е високо образование? И станав, дискутирав, си кренавте раце, тоа не е важно. Не, врска нема. Меѓу најдобри студенти, за да им докаже на дома на децата, имаше една господја, најдобра во генерација, за да им покаже дека и на 50 години може да учи, зошто бидејќи нели со 45 години можеше и втор факултет. Тоа не. Ние зборуваме за луѓе кои никогаш не помислиле на образование и наука. Ама одеднаш, не, тие со 10-ка не завршуваат, тие знаеме. И не завршуваат овде, не знаеме каде завршуваат. Значи, затоа понекогаш викам вие. Затоа викам. Оти ако ние не си ја цениме, како вика колегата, нашата професија, кој ќе ја цени тогаш? Коле, кој ќе ја цени нашата професија? Ако секој може да биде учител, наставник, професор во гимназија и на факултет, готово. Тоа беше единствената професија што не можеа да ја купат некогаш. И затоа не почитуваа сега и тие се професори. Гајле немаат. Веќе не се јавувам, извинете.